Проблемот не е во подготвеноста, реформите и слично. Проблемот е во политиката на Брисел. Нив им смета што македонската влада не е веќе послушна како претходната и не сака да попушти да ги направи уставните измени. Гајли ме нив што со прифаќањето на бугарските уцени се доведува под знак прашалник самото постоење на Македонија. Гајли ме нив што владата има целосна подршка од народот да не потпаѓа на вакви уцени. Нив им е важно само да се попушти. А што и да им се попушти? Убаво им кажа премиерот, да ги направиме уставните измени, најдобри ќе бидеме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми и тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони. Така е. Значи ова со преговорите е еден народски кажано зачаран круг од кој мора да излеземе. На сите, нам тука во Македонија, но и во Брисел им е јасно како бел ден дека премиерот Мицковски владата немаат намера да попуштат и да ги стават бугарите во уставот под вакви услови. А се додека не ги ставиме бугарите, нели нема почеток на преговори. И сега кога на целиот свет му е јасно дека Македонија стои во чакалната заради услов кој нема никаква врска со реформи, стандарди или копенхашки критериуми, мора да се направи нов спин за да не биде само тоа условот, туку власта потврлила на други полиња. Ке почнат да не критикуваат дека не се спроведувале реформи. Ке ни држат лекции дека една Украина не претаркала. Тоа е неверојатно. Една држава која во моментов е во војна, чиј опстанок зависи од парите и оружјето што им го даваат други држави, која не контролира голем дел од својата територија, каде има прогласено војна до состојба и држава која кој знае кога последен пат се одржали избори, спровела повеќе реформи од нас и е поблиску до исполнување на европските стандарди. Или една Молдавија која до пред некоја година не ни сакаше да влезе или пак некоја бараше во ЕУ, но после војната од Украина и стравот од русите сега одеднаш направила реформи. Па немојте, ви се молам, ова е дволично.